Еден загинат и 16 повредени. Ова е црниот биланс од синокешните две сообраќајки што се случија на експресниот пат Штип-Радовиш во тесен временски диапазон од неполн час и половина. Голем дел од повредените, 13, се мигранти и тоа од првата сообраќајка што се случила нешто по 20 часот. Во сообраќајката учествувале 2 автомобили марка Мерцедес и 1 камион фургон. 7 од нив се примени на хируршкото, а останатите 6 на ортопедското оделение во Штипската клиничка болница. Возачот на еден од автомобилите побегнал. Пациентите на хируршкото оделение, 6 пациенти денес се пуштени на лекување, така да речем на домашно лекување, само еден пациент е останат на оделението за хирургија. Додека пак пациентите на ортопедското оделение, двајца се со телесни повреди на обсервација, а другите двајца се со потешки телесни повреди. Една пациентка е испуштена на домашно лекување, а една пациентка е со полесни телесни повреди. Околу 21 часот и 30 минути во непосредна близина на првата сообраќајка се случила втора. Во карамболот помеѓу 3 автомобили, освен повредените, има и жртва. Во незгодата починал сопатникот на возраст од 42 години во патничкото возило Opel Corsa, додека возачот се здобил со тешки телесни повреди и двајцата сопатници со телесни повреди. 20-тиот километар во правецот Штип кон Радовиш за надлежните важи за една од најцрните сообраќајни точки. Оваа урнисена кола марка Opel Corsa е уште еден доказ дека овој дел од патот Штип-Радовиш е една од најцрните сообраќајни точки кои што исто така го потврдуваат надлежните од Штипскиот сектор за внатрешни работи. Повредените мигранти се од Пакистан и Авганистан. Пуштените мигранти на домашно лекување, според надлежните полициски органи, згрижени се во прифатниот центар за мигранти Југ кај Гевгелија.